Иако заминувањето на браќата Љупче и Андре Коцевски и Трајче Георгиев од Осогово во Слога од Виница би требало да е завршена работа, сепак од Кочанскиот клуб вела дека трансферите се спротивни на правилата на ФФМ. Тројцата мощни добри фудбалери во мини преодниот рок ги спакуваа куферите и се преселија кај локалниот ривал за да му помогнат во борбата за опстанок. Меѓутоа нивното заменување го споруваат во управата на жолто-сините. Имено Виничкиот клуб ги упатил пропишаните средства како еден вид обештетување за засилувањата, но на погрешна сметка, односно не на градскиот фудбалски клуб Осогово, туку на еден од претходно регистрираните. И бидејќи парите не се пристигнати на вистинската адреса, осоговци велат дека пременот на тројцата фудбалери е невалиден и спротивен на прописите на ФФМ, што значи дека и браќата Коцевски и Георгиев се уште се членови на градскиот фудбалски клуб Осогово. Во меѓувреме во Слога се убедени дека аргументите се на нивна страна и дека тројцата фудбалери се пријавени и регистрирани. Сега двете страни го очекуваат состанокот на комисијата за регистрација, која треба да донесе конечна одлука, која е во право и за кого напролет ќе играат Коцевски и Георгиев. Во Кочанскиот третолигаш не кријат дека не се подготвени да се откажат од услугите на трансферираната тројка и дека до крај ќе настојуваат да ги задржат во своите редови. Бидејќи низ годините наназад повеќе пати се докажало дека токму поранешни осоговци кои играат за Слога даваат најмногу од себе против матичниот клуб, а таквата практика е спротивна на интересите на Осогово. Иако се уште нејасно како ќе се заврши трансферот, може само да се претпостави дека Осогово нема лесно да се откаже, а Слога ќе се доведе во ситуација да ризикува да биде казнувана. Затоа останува отворено прашањето дали е можно некакво договарање меѓу двата клуба.